Европската унија се подготвува за внатрешни промени кои треба да овозможат нејзино функционирање во иднина во ситуација која ќе треба да и се приклучат нови земји членки. Ова представува потврда дека проширувањето влегува на листата приоритети на ЕУ, особено со промената на геополитичката ситуација во Европа по руската инвазија на Украина. Денеска од собирот на врвот на Унијата во Гранада беше пратена порака дека кога се зборува за проширување, прашањето не е дали, туку кога. Проширувањето значи дека земјите кандидатки имаат реформи за имплементирање, знаат што треба да направат, а ние, Европската унија, треба да се подготвиме. Шарл Мишел беше првиот кој пред еден месец отворено кажа дека Унијата треба да се подготвува за прием на нови членки веќе во 2030 година, посочувајќи дека овој датум нема да зависи само од подготвеноста на Унијата, туку и од постигнувањата на секој од земјите кандидатки. Тоа денеска го повтори шефицата на Европската комисија. Проширувањето, тука ќе треба сите домашната задача да ја завршиме. Се разбира дека земјите кандидатки треба да се ја завршат домашната за да влезат во ЕУ, но треба и ние, како Европска унија, да завршиме домашна работа. Комисијата ќе работи на ревизија на одредени политики во различни сфери за ние да може да бидеме подготвени за проширување. Настравувањата кај дел од јавноста во државите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и земјава за тоа што представува европската политичка заедница наспроти ЕУ, денеска дојде јасен одговор. Да бидеме јасни, европската политичка заедница не може да биде замена за проширувањето, зашто проширувањето е и останува најсилна геополитичка алатка на Унијата. Тоа е инвестиција во мир, безбедност, демократија и просперитет. Една од моите пораки е дека мораме да почнеме искрена дискусија за нашата внатрешна реформа. Мора да бидеме подготвени кога кандидатките ќе бидат спремни. Македонија, меѓу другите реформски обврски, мора да ги заврши уставните измени кои се услов за отворање на преговарачките поглавја, нешто што е неизвестно поради разликите меѓу власта и опозицијата. Дел од членките на Европската унија порачуваат да се преземе овој чекор заради иднината на земјата. Ireland fully supports North Macedonia's application to join the European Union. Ирска целосно го поддржува барањето на Северна Македонија да стане членка на Европската унија. Приклучувањето кон ЕУ нам ни помогна да ја трансформираме нашата економија, да ја надградиме, за младите да можат да останат дома и да си ги градат своите животи тука, како и да откријат други можности. Слична порака денеска прати и шефот на државата. Национално помирување и прогрес кој, како што рече, ќе ги задржи младите во Македонија. Преку граѓанско и национално помирување, преку владење на правото, преку подигнување на квалитетот на животот, наша должност е да ја вратиме надежта кај младите генерации дека можат да се остварат и тука во својата татковина. Засега партиското помирување за сметка на државните интереси е малку веројатно. Шефот на опозицијата денеска се сретнал со евроамбасадорот. Според партиското соопштение од ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски го информирал Дејвид Гир за секојдневните коруптивни скандали на луѓе од владата, неспособноста на одговорните да се справат со корупцијата и незадоволството на граѓаните. Во соопштението не се спомнува лидерска средба за одржување на изборите, барање кое вчера Мицкоски го испорача, на кое следеше одговор од премиерот Ковачевски, дека може да има средба со учество на сите лидери, но дека тоа прашање е апсолвирано зашто државата има поважен процес од изборите, како што се одлуките за продолжување на европскиот пат на земјата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.